денови на медиумска писменост од денеска до 24 ноември, тема на која што утрово разговарам со Емилија Петреска Камењарова. Емилија, добро утро, како сте утрово? Добро утро, многу добро, благодарам и добро утро на сите гледачи на првиот програмски сервис на Македонската радио телевизија. Денови на медиумска писменост, годинава фокусот е ставен на препознавање на лажните вести, она што е наше секојдневие. Да, борбата против сите форми, сите видови на дезинформација е она кое што е во фокусот на годинешниве 7 денови на медиумска писменост, со кој што морам да кажам, по 7 пати се вклучуваме во одбележувањето на глобалната недела на медиумска информацијска писменост на УНЕСКО, каде што исто така фокусот беше на дезинформациите со особено внимание посветено на вештачката интелигенција. И таа исто така една од темите на кои што и ние ќе разговараме деновиве многу на многу од нашите настани. Кој е целта на овој настан, бидејќи како што споменавме на почетокот, ние сме секојдневно да речеме околу сме лажни вести, лажни информации, како да ги препознаеме, како да делуваме, како да помогнеме можеби на некој. Видете, едно од важните сегменти на сите активности за подигнување на нивото на медиумска писменост е развојот на критичката свесност кај граѓаните. Затоа што тоа е она најважна алатка која што мора да ја имат граѓаните за да можат да препознаат дали е нешто вистинито или лажно и доколку е лажно за каков тип на лажна информација станува збор. Затоа и ние годинава нашето мото всушност на деновите на медиумска писменост е како да го искористиме критичкото размислување за справување со дезинформациите без оглед дали потекнуваат од земјата или од светот. И идејата оваа година ни е да ги повикаме на акција, на активност сите оние кои што се повешти во препознавањето. Па оттаму и самиот слоган гласи: ти знаеш, друг не знае, твојот коментар може да помогне. Кажи фейк, кажи лажно. Значи, идејата ни е фактички да ги активираме сите оние луѓе кои што полесно ги препознаваат дезинформациите, да изреагираат и на тој начин и да објаснат зошто е нешто лажна информација, од каде потекнува и на тој начин всушност да помогнеме сите заедно подобро да се справуваме со дезинформациите. Кој најчесто, кој подобро ги препознава? Дали можеби тоа се младите луѓе, затоа што тие најчесто ги користат социјалните медиуми мрежи? Интересно е дека истражувањата и кај нас во Македонија и во светски рамки покажуваат дека тоа не е секогаш така. Вистина е дека младите се, како што се вика, дигитално родени, јас би рекла, значи тие се родија во еден ваков дигитален свет кога мобилните телефони, лаптопите и интернетот се реалноста, но тоа не значи дека се и поостручени и повешти за да ги препознаат дезинформациите или да препознаат лажни фотографии или лажни видеа. Затоа е потребно за сите генерации да се организираат вакви настани. Например, на годишниве денови на медиумска писменост ќе има настани кои што се организирани работилници, кои што се организирани и за пензионери, и за средношколци, и за основци. Ќе има различни теми од типот на како да ги препознаеме и да се справиме со странско мешање и влијание врз информациите. Тоа е една работа која што вака во светски рамки е сега прифатена дека е многу важна. Една нова дигитална форма на, би рекла, водење специјална војна и затоа е важно да се справуваме со нив. Понатаму имаме доста работилници кои што се посветени на градење отпорност кон дезинформациите, токму преку пренесување искуство и знаење за алатките кои што може да се искористат за да се препознае. Затоа што знаете, просто е неверојатно колку лесно всушност на интернет има алатки бесплатни со кои што можете да им го дадете линкот од фотографијата и да ви кажат вистината лажна, ако е вистината од каде потекнува, ако е лажна, кој софтвер ја направил. Или информација, да, цитатот е изваден од оваа вистината информација или не, ова е лажна информација. Значи, тоа се работите кои што сакаме да ги пренесеме оваа година. Би сакала секако да ги споменам сите организации кои што се вклучени во деновите на медиумска писменост, затоа што знаете, ова е активност на мрежата за медиумска писменост. Значи, би почнала со Фондацијата Метаморфозис, која што за прв пат оваа година преку нивни активности имавме и предпрограма минатата седмица. Тие беа домаќини на Балканскиот медиумски камион, кој што е регионален проект и со кој што отидоа и во Гостивар, во Штип, во Битола и во Скопје, и каде што има преку различни активности, игри, квизови,
ги остручува и помладите и повозрастните, и секој кој што дојде, затоа што беа поставени на отворен простор, како да ги препознаат информациите. Понатаму имаме Институтот за комуникацијски студии, Македонскиот институт за медиуми, Советот за етика во медиумите, Сдруженијето на новинарите на Македонија, и секако би сакала да истакнам дека како наш најголем поддржувач, во смисла на поддржувач и на мрежата за медиумска писменост и на деновите, имаме делегацијата на Европска унија, која што иако нормално не е членка на мрежата, е тука секоја година или како коорганизатор или например како годинава како организатор на настан, затоа што годинава ги почнуваме деновите на медиумска писменост со конференцијата ЕУ Западен Балкан за медиумска писменост, која што е исто така настан што веќе неколку години се сели секоја година од една во друга држава во регионот и темата е посветена на медиумската писменост. Значи, некако кога од делегација на Европска унија кажа дека есенва ќе се случува конференцијата, некаде во времето кога ќе бидат деновите на медиумска писменост, и едните и другите знаевме дека тоа мора да го направиме заедно, така што денеска започнуваме со конференција на која што ќе се збори и за вештачката интелигенција и нејзиното влијание во онлайн просторот, на социјалните мрежи, и за дезинформациите кои што се странско мешање, и за дезинформации поврзани со родот, за говорот на омраза на интернет, ќе се зборува за дезинформациите поврзани со науката и научните сознанија, и секако ќе имаме посебен панел кој што ќе е посветен на ризиците и предизвиците и придобивките за младата генерација онлайн. Значи имаме цела една низа и палета на активности, значи од вебинари преку панели, конференции, и најразлични теми кои што се опфатени и најразлични аспекти, затоа што сите ние сме различни. Имаме делегација на Европска унија, институција, Агенција за аудиовизуални медиумски услуги, имаме граѓански организации, сите ние имаме свој пристап кон ова прашање, но сите заедно работиме во една синергија за да ја постигнеме нашата крајна цела, тоа е повишување на нивото на медиумска писменост во Македонија. Навистина убави настани најавивте, се разбира отворени сте за сите кои што сакаат да бидат дел од нив. Само за крај накосо, сакам да спомнеме еден пример кој што го зборувавме преди да се вклучиме. Многу често на социјалните мрежи особено се појавува во последниот период наши познати доктори кои што делеа некои совети кои што можеби се привлечени за постарата генерација, како тие да се справат со овие лажни вести. Затоа што младите најверојатно ќе ги препознаат полесно. Младите ќе ги препознаат или друг тип на производи се тие кои што им се продаваат на овој начин на младите. Значи, ниту еден доктор кој што држи до себе си нема да излезе да рекламира нешто што е очигледно надри лекарство. Докторите знаат дека дијабетес не се лечи со чајче. Тие знаат дека во организмот наш нема постојано паразити кои што со едно чајче можеме да ги излечиме, или дека не постои волшебна маст од која што ќе престанат да не болат зглобовите и така натаму и така натаму. Значи, еден повик до повозрастната генерација да не веруваат на таквите информации, особено ако видат дека некој доктор од Македонија ги промовира, само затоа што има фотографија од докторот ставено на интернет. Треба да знаат, например, дека неколку од тие доктори и ги имаат тужено и ги имаат добиено случаите во суд за злоупотребата која што е направена на нив и нивното име. Да речеме доктор Пановски е еден од тие. Ние Агенцијата за аудиовизуални медиумски услуги во рамките на своите активности, бидејќи ние не ги чекаме само деновите на медиумска писменост, на почетокот од годинава подготвивме еден курс прирачник за препознавање на дезинформациите. И на настанот на кој што го промовиравме, гостин ни беше доктор Пановски, каде што баш зборуваше за сите овие прашања и за сите проблеми со кои што тој се соочил затоа што бил злоупотребен на ваков начин. Јас би ги поканила сите граѓани, имаме многу едноставна имейл адреса на мрежата, тоа е медиумска, не имейл, туку веб страница. Тоа е на mediumskapисменост.mk за мрежата за медиумска писменост или avmu.mk за агенцијата. И таму може да го најдат и овој прирачник, но и ресурси и материјали лесни за користење, и видео, и аудио, и материјали за читање кои што и тоа како можат да им помогнат да се снајдат, да размислат дали е ова вистина или не.
Така што, да речеме, една од работите, еве, да не ги упатувам сите веднаш на интернет, ама една од работите е нека си ги постават 5 основни прашања, ние ги викаме новинарски. Кој го рекламира ова, што е ова што го рекламира, зошто го рекламира, на кој начин го рекламира, која му е крајната цел со која што го рекламира, и веќе давајки си ги одговорите, чекор по чекор ќе сватат дека тоа е само една голема измама. Благодарам многу на одвоеното време, ќе ги потсетиме што наш гледачите до 24 ноември, денови на медиумска писменост. И јас ви благодарам вам и благодарам на Македонската радио телевизија, која што е секогаш и членка на мрежата, но и поддржувач на деновите на медиумска писменост. Повеќе од каналите на МРТ и ги емитуваат спотовите, и еве вака имаме и интервјуа и разговори. Вие сте дел од медиумската поддршка на деновите на медиумска писменост, заедно со Мета, Портал, Лице в лице, Вистиномер. Благодарам. Благодарам.